ова издание Македонската економија во надолна линија. Експертите советуваат итни мерки за помош на компаниите. Крстарењата запрени, вработените заглавени. Стотици луѓе кои работат на брод не може да се вратат дома. НАСА се поблизу до испраќање луѓе на месечината. Тестовите успешни. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Македонската економија е во сериозна надолна спирала, поттикната од пандемијата. Експертите советуваат властите да преземат итни мерки со кои што ќе им помогнат на компаниите. Јавува Мики Трајковски. Сериозни економски реформи, ревитализација на економијата преку идентификување на потенцијалите кои во иднина треба да представуваат мотор на економскиот развој, но и носење на брзи и итни мерки. Ова треба да бидат едни од првите приоритети на новата влада, вели економскиот експерт Благица Петрски, а со цел ублажување на последиците предизвикани од корона кризата. Ревитализацијата бара и брзи и итни мерки, односно дополнително дизајнирање на мерките кои што веќе постоја преку дополнително поспецифично таргетирање на засегнатите компании, се со цел средствата да стигнат кон оние компании кои што имаат најголема потреба. Петрески вели дека според нивните проекции домашната економија ќе претрпи пад од околу 4%. Во еден дел предизвиците со кои што се соочува оваа влада се поврзани со сивата економија, ниската продуктивност и конкурентност на бизнис секторот. Мораториум на сите новонастанати државни вработувања предлага професорот Џуровски. Според него државата треба да посвети внимание на најмалку 3 работи. Тоа е да има зголемен фокус врз одржувањето на ликвидноста, дополнително внимание да се посвети на ликвидноста во економијата. Втората работа е да се води сметка за кратењето на сите непродуктивни трошоци на расходната страна на буџетот кои што доаѓаат, нели? И третата е оние мерки кои што претходно беа во функција со цел поддршка на сите економски сектори со аспект на најпогодените. Од Сојузот на стопански комори на средбата со премиерот Заев побараа итно носење на четврт сет мерки и финансиска помош за оние предпријатија кои се наоѓаат во тешка состојба. Се бара ослободување и од парафискалните трошоци за бизнис заедницата. Лиценци, дозволи, ограничување и така натаму. Тоа е прва работа. Втора работа околу даноците. Сега веќе некако доаѓа таа логична идеја дека треба да имаме прогресивно оданочување. Бошков очекува дека актуелната ситуација ќе донесе дополнителни проблеми, затоа што македонската економија е јувозно ориентирана. И не само што ќе имаме дефицит, нели, на стоки, туку ќе имаме и дефицит во девизниот баланс. Може да има и инфлација и намалување на вредноста на денарот. Досега поради кризата помеѓу 6000 и 7000 во најголем дел микро и средни предпријатија имаат затворено или ја имаат намалено работата. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. НАСА успешно ја тестираше новата ракета со која што планира повторно да испрати луѓе на месечината. Планот е амбициозен и треба да биде реализиран за само 3 години. 3, 2... Оваа недела, во американската држава Јута, НАСА успешно го тестираше системот за лансирање во Вселената или СЛС, ракетен засилувач со полна сила. Администраторот на НАСА, Џим Бранденстајн, објаснува колку тестирањето е важно за следната мисија на месечината. Сега градиме најмокната ракета во историјата на човештвото што ќе го однесе не само следниот маж, туку и првата жена на месечината до 2024 во рамките на програмата Артемида. Оваа програма е комерцијална по природа, но има и меѓународна природа. Речиси 47 метарскиот мотор за нешто повеќе од 2 минути произведе 16 милиони њутни притисок. Успешниот тест ги придвижува плановите за лансирање без екипаж следната година, пошто ќе следи мисија со екипаж во 2023 година. Програмата Артемида на НАСА е именувана по грчката божица на месечината, сестрата на Аполо. Од друга страна, истражувачи од Вселенската агенција на Индија и Индискиот институт за наука велат дека произвеле еколошки вселенски тули. Доцентот Алоќе Кумар вели дека градежните материјали биле развиени за да им помогнат на вселенските агенции начин да градат објекти за време на меѓупланетарни мисии.
They want to send astronauts for longer and longer missions. Тие сакаат да испраќаат астронаути за подолги мисии, за разни експерименти, па дури за вселенско рударење на месечината и Марс. Научниците развија одржлив процес, комбинирајќи симулатор на лунарна почва, бактерии и граф, за да направат носечка структура. Создавањето на градежни материјали на самото место би можело да заштеди цело богатство на вселенските програми, зашто испраќање на половина килограм материјал во Вселената ги чини околу $10,000. Одвоено од ова, астрономите минатата недела изразија загриженост за одсејот од сателитите, како оние во Starlink мрежата на SpaceX, прикажани на ова видео на YouTube објавено од астрономот Сиис Баса. SpaceX вели дека Starlink ќе донесе интернет во недоволно развиените делови на светот, додека научниците велат дека сјајот на тие сателити ќе стави крај на вселенското истражување од телескопите на Земјата. SpaceX оттогаш лансираше уште 60 сателити во орбитата. Пандемијата целосно ги запре бродовите за крстосување уште во март, а стотици луѓе кои работеа на нив се уште се заглавени и не може да се вратат дома. Од Мајами јавува Хозе Пернелепе. Паул Кордова отпатувал од Перу во Мајами во март со цел да направи операција на рбет. Тој се уште е во Мајами. Бил принуден да остане тука откако беа откажани летовите кон Перу. Тој е еден од илјадниците работници на крузери кои сега живеат во хотели. Засега од прозорецот на неговата соба ги гледа авионите кои летаат кон други дестинации. Многу е тешко да ги гледате авионите како заминуваат, со помисла дека јас можев да бидам во еден од нив и да се вратам дома. Вели дека секој ден изгледа исто, додека чека да се врати дома. Зборуваме за време на вечерата, му се јавувам на семејството за да бидеме заедно. Според крајбрежната гарда на САД, има повеќе од 50 крузери заглавени на локалните пристаништа и во кои важат строги рестриктивни мерки за COVID-19. Се уште има илјадници лица заглавени на бродовите уште од март, чекајќи да се вратат дома. Кордова неодамна добил известување од Royal Caribbean, компанијата за која работел, дека му купила карта да се врати во Перу во септември. Никој не знае дали аеродромот ќе биде отворен, но картата е купена. Гласот на Америка ја контактираше Royal Caribbean да објасни зошто доцни со купување билети за незините заглавени работници, но утаму не одговорија на нашето прашање. Соединетите држави забрануваат дискриминација на работното место поради раса, потекло, религија, сексуална ориентација. Во продолжение, кратко видео објаснување за еволуцијата на законодавството во оваа област. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете не и утре во истиот термин. Поздрав од Вашингтон.